Здраво, дечиња! Јас сум воспитувачката Арсовска Светлана и доаѓам од градинката Весели цветови Скопје. Денес ќе се запознаеме со сообраќајните знаци, поточно почитување и препознавање на сообраќајните знаци. Ние денес ќе се запознаеме со неколку од нив. Еве. Пред тоа би ве замолила за една мала вежбичка да ја изработиме заедно. Јас знам дека моето главче сака да учи. Моето мозоче сака да расте. Моите очиња сакаат силно да видат. Моето усте сака да јаде. Моето муце сака да стане буце. Моето срце силно чука. Моето срце ги сака сите. И моето главче е спремно за учење. Така, дечиња, а сега да продолжиме со знаците. Сите сообраќајни знаци се важни и имаат соодветно значење. Тие се важни за сигурноста на сите учесници во сообраќајот. Познавањето на сообраќајните знаци е од големо значење за безбедно и брзо да се снаоѓате вие во сообраќајот. Знаците се наши неми водичи и не предупредуваат на опасност на патот. Што мислите вие, дечиња? Дали треба да ги чуваме знаците или да ги уништуваме? Па да, сигурно дека треба да ги чуваме, затоа што се тие нашите безбедни управувачи во сообраќајот. Браво! Сега ќе се запознаеме со знаците за опасност. Тие не предупредуваат нас на опасностите што ни се закануваат на одредени места на патот. Тоа е рамностран триаголник, чија основна боја е белата, рабовите се со црвена боја, а символите се со црна боја. Така. Опасност на патот. Значи дека се предупредуваат сите деца во сообраќај внимателно да се движат по патот и со тоа да ја сочуваат безбедноста на патиштата. Сега имаме деца на патот. Тоа е знак со кој се предупредуваат возачите дека во близина има градинка или училиште, да внимаваат да ја намалат брзината и полека да ја минуваат улицата каде децата се во постојано движење. Обележан пешачки премин е знакот со кој се предупредуваат учесниците во сообраќај да внимаваат и да ја намалат брзината, затоа што во близина има пешачки премин, каде што пешаците мора безбедно да ја поминат улицата. Сега имаме знаци за забрана. Ке се запознаеме со два од нив. Во најголем број овие знаци имаат форма на круг. Символите се со црна боја, а рабовите се со црвена боја. Еве гледате. Погледнете, дечиња. Ова е знакот за забрана за велосипеди. Тоа значи дека не смеете со вашите велосипеди да се движите на местата каде што ќе го видите овој знак. Ова е знакот за забрана за паркирање. Ако го видиме овој знак, не треба да се паркираат вашите родители. Добро внимавајте на знаците. Ако треба, предупредите ги вашите родители. Сега продолжуваме на знаци за обврски и ограничување. Или знаци за ограничување. Ова се знаци чии символи се испишани со бела боја, а основата им е со сина боја,
Ајде да се запознаеме со некои од нив. Патека за велосипедисти и пешаци. Ова значи дека е дозволено на патеката да се движат пешаци и велосипедисти. Задолжителна насока е знакот со кој се дозволува свртување во правец на кој е насочена стрелката, со бела боја, значи вака. На оваа страна е дозволено свртување. Понатака, тука се знаците за известување. Тие имаат за цел да ги известат учениците во сообраќајот за патот по кој што треба да се движат. Имаат за цел да известат за имињата на местата за престанување на движењето на знаците, за изрични наредби, како и за други известувања. Нивните форми се различни. Може да ги сретнете во форма на круг, квадрат или правоаголник. Прво ќе се запознаеме со знакот за болница. Ова е знакот што ќе ви извести дека во близина има болница. Знакот обележан премин за велосипедска патека или патека за велосипедисти ви известува дека во близина ќе наидете на велосипедска патека. Ево овој знак, каде што ќе можете безбедно да се движите со вашите велосипеди. Завршеток на пешачка патека е знакот кој што ќе ве извести дека наскоро завршува пешачката патека. Тоа е овој знак. Дечиња, да ве прашам нешто. Што е најважно во сообраќајот? Што мислите? Најважно во сообраќајот е да се почитуваат правилата. Ние и вие од правилата учиме. Учиме за наше добро. Да нема несреќи и не дај Боже повредени во сообраќајот. И сега, за на крај, би ви дала домашна задача, каде што треба да направите по еден знак од овие тука посочени. За тоа ви е потребно фломастер, лист од блок. Може и дрвени боички, доколку немате дома фломастери. Благодарам и пријатно до следно видување.